Здраво! Здраво на сите! Како сте? Ние сме многу добри. Најпрво, сакам да ги поздравам сите мои ценети колеги, пријатели, заљубеници, почитувачи на театарот и сите останати и да им го честитам 27 март, светскиот ден на театарот. А сега, малку за пошироката јавност. Море луѓе, седете дома. Нек не вечешат газот да шврљате многу наваму натаму. Мојте да закачите некоја болест, не ќе мојме да ви ја откачиме. Не за то, ќе му ја префрлите и на некој други трети, после и ним не ќе мојме да му ја откачиме. И знаете како велат? Велат, остани дома, спаси живот. Ние по народски го викаме, седи дома, спаси газ. Да, а не дека немој да ви е забавно и дома мојт. Еве, например, мене представата вечерва требаше да ми е од 8 часот во театар, односно 20 часот, ама нема да ми е во театар, туку ќе си ја изиграм дома. Еве, накратко, пред да започне представата, нема многу време, ќе ви ја опишам мојата атмосфера, значи, на сцената кај мене дома, значи, јас многу сакам да шетам. Сакам да одам по планини, по реки, по езера, по мориња, да ловам риби, да се надпреварувам и што ти уште не. Арно, ама бидејќи таму не можам, решив тоа да си го направам дома. Значи, мојата представа на некој начин ќе се вика Остани дома, чувствувај се како надвор. Еве, а за да сме надвор, што ни е потребно во природа? Потребно ни е дрва. Еве, тука ни се дрвата. Значи, одлична фотографија. Дрва. И од другата страна имам едно дрвце, малку е осамено. Добро, ќе насадам уште некое. Ете така. Ова дрво инаку се вика дрво на парите. Запомнете го. Таму дрво на животот, имам и едно дапче, суво, есенски, усвари, пролетно, па да, добро, уште не се разеленети, дапче. За да сте безбедни во природа, ако сакате да кампувате, ви е потребен шатор. Еве го, тука е шаторот, значи, а за да можете безбедно да преспиете, да ви е топло и удобно, ви треба и вреќа за спиење која допрва ќе наместиме. Ете така. Да. И внимавајте, има многу бубачки, комарци, пајаци и разни работи кои што можат да ви излезат во текот на вечерта од нигде никаде. Мислам дека имам едно такво пајаче, јас тука не знам кај си го оставив, си го чујав. Добро? И наеднаш само да направите да спискате, да, за да не ви се случи тоа, бидете многу предпазливи, затворете го шаторот, за да не ви е здодевно. Може да си викнете и пријатели. Јас имам викнато едно животинче, многу добар мој пријател, дојде бе, мамо, не срами се, дојде, мамо, не плашете се, ајде, дојде бе, мамо, ајде, поздрави ги. Немајте гајле, значи, питоме, мирене, тука во другата соба малце понатаму имам уште две домашни животинчиња, тие се малце поопасни, да, ама сега одмараат, ќе дојдат за време на мојата представа, значи, едното е моето детенце и едната е мојата мила и драга женичка сопруга, значи, ете така, тоа. После представата ќе имаме и мала забава, сите тука весели, расположени во природа, да, еве имаме се инструменти за тоа спремни. Доколку сакате некоја песна, слободно пишете ни, може и ќе се обидеме да ви ја исполниме. Пееме исклучиво македонска музика тука, да, македонски песни, староградски, изворни. Нема што не знаеме, добро, немаме време, ќе ми започне представата, уште нешто да ви да објаснам, за да се чувствувате удобно, значи, ви е потребна и опрема, никако во шума не одете без чизми. Барем до коленици. Тука на мене е и ранецот. Да. Значи сега одам
влегувам во мојот шатор. Ете така. Влегувам во мојот шатор, малку е тесно, ама ќе биде удобно. Значи така, јас ќе ми извините сега, ќе ми простите, морам неколку 5-10 минути пред представата да се сконцентрирам, да, ќе се јавам повторно за ден, два, може би утре, заутре, како сакате, ако изразите некоја желба, може и представата да ви одиграм вака, да се обидам и во живо, и ве поздравувам многу, и јас се концентрирам во 8 часот, односно 20 часот, ќе ми започне театарската представа тука дома. Представата се вика "Остани дома, чувствувај се како надвор". Поздрав!